Општините Македонска Каменица и Карбинци немаат инспекциски служби. Состојбата таму потсетува на време кога такви не постоеле, ниту во државата, па секој се однесувал како што ќе посакал. Поради ова, простор за дивоградби и комунален неред има многу. Например, немаме комунален инспектор, немаме градежен инспектор, значи општина Карбинци во делот на инспекторатот нема предвидено ниту едно место, а се соочуваме со потреба кај што реално имаме потреба од тоа. Секако, жителите на овие општини ова добро го знаат. По оттука и огромниот број на дивоградби, доградби, просторно уредување по личен вкус, но и шути ѓубре кои многу често може да се видат каде што не треба. Едноставно, луѓето овде живеат максимално слободно од ризикот уривање на објект или комунална казна. Освен Карбинци, со идентичен проблем се соочува и општина Македонска Каменица, но таа е чекор понапред, бидејќи таму веќе се подготвува нова систематизација која предвидува и инспекциски служби. Треба да престои целосна промена на систематизацијата, затоа што една насушна потреба која што кај нас досега ја нема, тоа е немаме оделение за инспекцијски надзор и ни престои нова систематизација и по таа нова систематизација ќе предвидиме нови работни места за да ги задоволиме потребите на општината. Ова веројатно многу ќе промени во општината Каменица, но и таму и во Карбинци останува прашањето што со она која е таму досега се случувало. Имено, во законски определениот рок за пријавување на дивоградби во Карбинци пријавени се 1850, а во Македонска Каменица 1352 дивоградби. Со оглед на немањето соодветна администрација и служби за спроведување на постапките, проценка е дека легализацијата во овие општини ќе трае најмалку 20 години. Ако е толку долга и бавна, тогаш прашањето е која е ползата од неа?